Разговараме со раководителот на одделението за меѓународна соработка и европски фондови, а поводот е проектот за прекугранична соработка со помош на Европската унија кој што се реализираше во Кукуш, Кичево и со општина Струмица. Проект кој што започна, идејата беше да се поврзат компаниите, но и локалните самоуправи и да се затврсти таа една економска соработка која што постои и може да се надоградува помеѓу овие три градови и општини. Господине Ристовски, докаде сме со проектот? Имавме 3 саеми во трите општини, во Кукуш, во Струмица и во Кичево. Како понатаму се развива проектот и што ќе се случува, кои се активностите за во иднина? Се подготвуваме кон втората фаза од проектот, односно ги сумираме веќе, се наоѓаме кон самиот крај на реализацијата на овој проект. Во овој период општина Струмица се подготвува за интензивна и активна подршка на бизнис заедницата и создавање на поволна деловна клима. Сите тие аутпути, сите тие резултати се создадени преку имплементацијата на овој проект. Овде во одделението за меѓународна соработка и европски фондови при општина Струмица функционира канцеларија за подршка на бизнис секторот со утврдени 37 активни услуги за подршка на странските предпријатија и домашните, локалните предпријатија. Во фокусот на нашето одделение е воспоставување на контакти со странство. Токму затоа утврдивме активности за промоција на бизнис можностите и потенцијалите за инвестирање во Струмица од една страна и активности за промоција на локалната економија, локалните брендови, кои што се насочени претежно кон извозно ориентираните предпријатија од Струмица. Канцеларијата за поддршка на деловните субјекти, колку време веќе функционира и која е нејзината улога? Како таа ќе им излезе во пресрет на компаниите од Струмица, но и од странство? Канцеларијата е формирана некаде од почетокот на годината, меѓутоа функционалноста на канцеларијата, односно дефинирањето на портфолиото на услуги беше изработено заеднички со бизнис секторот. За да утврдиме сет на услуги, прво сакавме да ги прашаме стопанствениците што конкретно им треба. Токму затоа и направивме поделба за да можеме да бидеме корисни кон сите. Од една страна кон општината и да ги промовираме самите потенцијали и можности за инвестирање, односно да бидеме полезни кон странските инвеститори во прединвестиционата фаза, да им ги обезбедуваме сите достапни информации кои што им се неопходни за донесување на одлука за инвестирање. Понатаму да ги поврзуваме со релевантни општински и државни предпријатија и исто така и да ги поврзуваме со странски предпријатија. Во поглед на локалните предпријатија дефинирани се огромен сет на активности. Огромен сет на активности и кон потенцијалните извозно ориентирани предпријатија и кон предпријатията кои што веќе произведуваат познати брендови и кон услужните и кон трговските предпријатија. Целта е да понудиме богат сет на мерки, богат сет на активности кои што ќе им помогне пред се на нашите, на локалните предпријатија за нивно подобро представување на странските предпријатија. Знаете, ние како одделение остваруваме контакти со збратимени градови, со збратимени општини. Остваруваме контакти со амбасади. Многу полесно е да одредена информација која што им е неопходна за нашите локални предпријатија да ја добиеме од нашите странски партнери. Многу полесно остваруваме контакти, многу полесно им ги доставуваме самите информации. Нашата цел е да представуваме еден линк помеѓу локалните предпријатија, односно помеѓу извозно ориентираните предпријатија од Струмица и нивната и странските пазари кон кои што се насочени да работат. Кои се точно мерките кои што треба да ги понуди оваа канцеларија на компаниите, што тие може да очекуваат од неа за да си помогнат да го развиват својот бизнис и се разбира компаниите од странство кои што би биле заинтересирани за соработка со наши компании или пак за продолжување на нивната дејност во општина Струмица? Да, веќе реализираме конкретни активности, насочени, например, кон извозно ориентираните предпријатија. Изработивме бизнис каталог на извозно ориентирани предпријатија, кој има за цел да обезбеди не само моќен инструмент за промоција на струмичкото стопанство, туку и да ги поврзи, да направи еден вид на синергија помеѓу различните предпријатија. Во бизнис каталогот се презентирани околу 50 извозници на стоки и 10 извозници на услуги во странство и овој каталог веќе го доставуваме до
странски општини со кои што соработуваме, до дипломатски конзуларно представништво на Република Македонија во странство и кон странски стопански комори. Понатаму, во поглед на бизнис можностите за инвестирање во Струмица, изработивме моќно промотивно видео кој што има за цел да ги од една страна да ги презентира сите карактеристики на струмичкото стопанство, но од друга страна и да представува еден промотивен сет, промотивно видео кој што на еден по-интересен начин ќе ја презентира најдобрата бизнис дестинација во Македонија, односно Струмица. Изработивме и водич за инвестирање кој содржи проверени, систематизирани и квалитетни информации од значење за странските и домашните инвеститори, за конкретните сектори, потенцијали и можности, но и компаративните предности на Струмица. Исто така во овој водич се офатени и мерките за привлекување на странските инвеститори од страна на државата и од страна на општината. Овој сет на промотивни материјали, односно од една страна промоцијата на Струмица, од друга страна промоцијата на извозно ориентираните предпријатија, ќе го искористиме промотивно веќе овој месец да ги презентираме на најголемиот светски сајам за храна, кој од 7 до 11 октомври ќе се одржи во Ануга, ќе се одржи во Ќелн, Германија. Значи се работи за Ануга, за најголемиот светски сајам за храна. Општина Струмица учествува во пропратната програма на сајмот, на начин што веќе имаме потврда од 50 на предпријатија од странство, од Турција, од Германија, од Хрватска, Словенија, Шпанија, кои што изразија подршка да присуствуваат на настанот кој што го организираме ние, има за цел, значи од една страна да ги презентираме како што веќе наполнав можностите за инвестирање во Струмица, а од друга страна да ги презентираме можностите за соработка со извозно ориентираните предпријатија од Струмица. Господин Ристовски, ви благодарам за разговорот.